Благодарам, председателке. Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, вообичаено доаѓа и овој период кога треба да зборуваме за буџетот. Ништо во годините наназад не е сменето, генерално приказката иста, опозицијата постојано го напаѓа буџетот и постојано с истата, она најчесто се користат фразите дека буџетот е неразвоен и нереален. Власта постојано го брани буџетот и тоа е сосема нормално и се случува секаде во секоја демократија, па така еве и кај нас состојбата околу буџетот иста. Мислам дека во вчерашниот ден и денешниот ден многу зборувавме околу цифрите во буџетот и мислам дека најголемиот дел од буџетот добро го разработивме. После со амандманската расправа, бидејќи има поднесено голем број на амандмани, ќе навлеземе малци подетално во одредени ставки. Амандманите вообичаено се поднесени од страна на пратениците од опозицијата, колку се тие реални или не се, ќе се задржиме во делот кога ќе дојде амандманската расправа. Веднаш на почетокот можам да најавам дека најголем дел од тие амандмани се паушално дадени и дека не кореспондираат со реалноста, но тоа кога ќе дојде амандманската расправа ќе ги разгледаме во тој период токму тие амандмани кои што се поднесени. Јас денеска би се задржал на неколку само бројки околу буџетот, кои што сметам дека се битни и граѓаните да ги знаат, бидејќи на крајот од денот граѓаните треба да ценат дали буџетот е добар или не е. Прво е околу она што е предвидено дека владата, односно предвидувањето на владата за приходување во текот на оваа година, односно приходната ставка. 358,8 милиарди денари државата планира да прибере како средства. Тие 358,8 милиарди денари вообичаено се прибираат пред се од даноци, акцизици и друг вид на царински давачки. Дел од овие средства се обезбедуваат и како донации или заеми. Од овие 358,8 милиарди, ако видовте на почетокот уште пред буџетот да влезе во собранието на Република Македонија, имаше експерти кои што зборуваа дека малку оваа цифра е нереална. Мене, ако ме прашувате, од она што можевме да го видиме во изминатото тромесечје, видовме дека се зголемија енормно наплатата во Управата за јавни приходи и наплатите во Царина како два органа кои што пред се грижат за фискалната политика, односно прибирањето на средствата во државата. Тоа ни дава умерен оптимизам дека оваа цифра е достижна. Така да овие 358,8 милиарди денари, колку што е предвидено дека ќе се приходуваат во текот на 2025 година, сметам дека се достижни и оттаму можеме да бидеме оптимисти дека барем приближно оваа цифра ќе обезбедиме. Зборуваат често колегите дека има ребаланс. Да, во секоја држава, така и во нашата, и јас очекувам во наредната година да има ребаланс. На крајот од денот ребалансот и не е лоша работа, со ребалансот се проверува до каде е стигната состојбата. И секоја држава прави ребаланс, тоа не е ништо лошо и секоја држава гледа како тој ребаланс би влијаел. Вие можете да имате состојба каде што ќе приходувате повеќе, па со ребалансот ќе предвидите приходите кои што сте ги обезбедиле да ги распоредите по соодветни ставки. Така да ребалансот не треба да се разбере како лоша работа, напротив, ако треба да се критикува во делот на ребалансот, кога ќе дојде ребалансот. Не треба да ги плашиме граѓаните, знаете што ќе има ребаланс. Не сме измислиле топла вода, да ќе има ребаланс и секоја држава во текот на годината има ребаланс. 358,8 милиарди денари можеме да заклучиме дека се реално остварливи. Во делот, втората цифра која што е значена и за која што граѓаните треба да разберат, тоа се 400 милиарди денари расходи. 400, како е дојдено до овие 400 милиарди, бидејќи опозицијата најчесто критикува дека се ова сериозни средства. Овие 400 милиарди не ги измислува само Министерството за финанси. Оние кои што работеле на буџет и малце работеле и правеле, учествувале во креирање на буџет, знаат како се доаѓа до овие бројки. Сите институции во државата и буџетски корисници доставуваат по барање на Министерството за финансии свое предвидување колку им е потребно за да ја преживеат наредната година, односно колку им е потребно за сите оние потреби кои што едно министерство ги има, еден буџетски корисник ги има за наредната година. Најчесто на почетокот се работи, еве да бидеме многу, да се изразиме, еве на еден начин се работи за, еве, желботека.
Буквално, таму секое едно министерство, секој еден буџетски корисник сака да има покомотна позиција. Нормално дека таквите средства, ако веднаш бидат предвидени, нема да може буџетот такво нешто да издржи. И затоа одиме во една втора фаза, каде што доаѓаме до одредени кратења, за да видиме што е неопходно за оваа година. На тој начин е дојдено до оваа цифра 400,2 милиарди денари, кои што за наредната година се предвидени за тековно функционирање на државата, за тековно функционирање на сите институции, за тековно функционирање на буџетските корисници, но се разбира и за трансфери кои што државата ќе ги направи кон владата, но и нешто кон граѓаните, но и нешто ново да се случи. Нови капитални инвестиции, нови проекти. Токму во тој дел се гледа дали буџетот е развоен или не е. Така да овие цифри не се паушално дадени и не треба да ги плашиме граѓаните, еве сега владата расипнички се однесува. Третата цифра за која што јас би сакал да зборувам, тоа се овие 41 милиарда денари кои што практично би биле дефицит, односно би фалеле во буџетот. И ова не треба да ги плашиме граѓаните, не се работи за расипничко трошење. 41 милиарда се помали за 3,3 милиарди од дефицитот кој што го имаше во буџетот предвиден од 2024 година. И колегата Стојановски претходно зборуваше и многу добро кажа дека на помал буџет сушност имаше поголем дефицит од сегашната позиција која што тогаш и креираше буџет. 41,4 милиарди не е голем дефицит, тоа е под број 1, под број 2. Секоја држава во светот прави дефицит. Ние бевме, можеби, исклучок како држава кога имавме еден министер, ако се сеќавате, кој што направи суфицит. Тоа е во економската политика малку смешно. Државата да треба да се развива, а вие не одите со осмислен дефицит како да ја потикнете економијата и потикнувате развој на државата. Ја сега не викам дека овој дефицит треба да биде баслословен, но овој дефицит е во рамките на дозволеното и овој дефицит според мене е издржлив и е намалување од дефицитот од претходната година. Дали е буџетот развоен или не е од следниве две цифри. Прва работа, 1,4 милиарди денари за прв пат ќе бидат обезбедени од само финансирање. Нешто за ова зборуваше и министерката во своето експозе. Некој нов начин. До сега 1,4 милиарди буџетските корисници сами не обезбедуваа. Значи од само финансирање. И втора работа, при ваков дефицит, при ваков буџет можете да видите дека 463 милиони денари се намалува задолжувањето во однос на задолжувањето од 2024 година. Ако ги погледнеме овие две цифри, ќе сватиме дека се работи навистина за еден добар буџет и тезата на опозицијата дека ние енормно ќе ја задолжиме државата се невистините. Бидејќи напротив, во оваа година 2025 не само што ќе се финансираат, односно ќе се исплатат достигнатите побарувања по однос на претходните задолжувања, туку во оваа година помалку ќе се задолжиме за 463 милиони денари во споредба со она што беше проектирано во 2024 година. Ако само овие општи цифри да ги погледнеме, веднаш можеме да кажеме дека се работи за еден домаќински креиран буџет и дека тезите кои што најчесто ги зборува опозицијата дека е ова расипнички буџет насочен кон нереални трошоци и слично, паѓаат во вода. Мене што ме интересира како граѓанин и што би сакал јас најчесто и што најчесто гледам во буџетот, дали она што владата го ветила на изборите по владините програми сега го финансира. Можете да видите дека од 12 владини програми секаде е останато финансирањето, освен во онаа владина програма која што се однесува на антикризните мерки. Само во тој дел на антикризни мерки. Зошто? Бидејќи антикризни мерки во овој момент не ни се потребни. Нели велиме дека веќе не се наоѓаме во една кризна состојба. Така да е нереално да финансираме програма која што очекуваме во 2025 година да нема потреба. Напротив, не би финансирале такви програми, тие средства се пренаменети во други програми. Од оној дел кој што се финансира имам исто така намалување во делот на реформите во јавната администрација, но вие сте сведоци, имаме намалување во тој дел, не во онаа ставка која што се однесува за
обуки на јавната администрација, таа ставка напротив е зголемена, но политиката да видиме како ќе биде, имавме јавна расправа овдека во собранието, како ќе завршиме со законите кои што се во јавна расправа дадени околу администрацијата и околу реформите кои што се очекува да ги предизвикаат тие закони, за врз основа на тоа после да се креираат соодветни буџетски мерки и пополнување на дополнителни средства во оваа програма, како тоа и на крајот би се изреализирало. Пластично кажано, за да не ги оптеретуваме граѓаните. Во иднина ќе имаме зголемување на пензии од 2500 денара за секој еден пензионер, тоа е она што ги интересира. Ќе се зголемат платите во здравството и во образованието. Се очекува зголемување на платите во целиот јавен сектор. Капиталните инвестиции. Имаме финансирање сериозно на капиталните инвестиции во оваа држава. Замислете, не само пари што се префрлија 2024 година, туку и оваа година ќе се префрлат над 250 милиони евра кон општините. Тие 250 милиони евра што се префрлаат кон општините, како не само што се во делот на децентрализација, туку и општините самостојно ќе можат да ги исползуваат тие средства и брзо да ги реализираат на краток рок. 250 милиони евра, јас очекувам веќе дека кон крајот на 2025 година ќе видиме конкретни мерки од тие 250 милиони евра. Тоа е една сериозна капитално инвестирање и тоа директно само кон општините. Рачунајте дека во целиот буџет, ако го видите ставка по ставка, ќе видите дополнителни капитални инвестиции во секој раздел од буџетот кон секој еден буџетски корисник. Пред малку малце се зборуваше за капиталните инвестиции во делот на Министерството за труд и социјална политика, па испадна дали е вака или така, дали се зголемувало или не се зголемувало. Тие се дополнителни средства на овие 250 милиони евра што ќе завршат кај општините. Значи имаме една градежна експанзија, едно сериозно капитално подкривање кое што во овој момент е предвидено со овој предлог буџет. Граѓаните исто така, студентите, пред малку зборуваше колегата, не треба да се плашат бидејќи средства се предвидени за прв пат после долги години за обнова на студентските домови, средства се предвидени за субвенции за земјоделците, средства се предвидени за разни социјални трансфери. Тоа на што граѓаните треба да ги интересира и најконкретно може да го разберат од буџетот. Значи имаме приходи, очекуваме зголемување на приходи, бидејќи институциите сега после долги години почнаа реално да работат. Очекуваме зголемените приходи веднаш да ги трансферираме кон граѓаните или да ги инвестираме во капитални инвестиции. Имаме намалување на дефицитот, односно она што би ни фалело во текот на годината како средства, изгора на сето тоа. Добар дел од тие пари ќе ги обезбедиме со самофинансирање и со намалување на задолжување. Сето ова заедно собрано може да ни каже дека се работи за навистина еден добро креиран буџет. Бидејќи зборуваме често и граѓаните кои што не слушаат може да видат буџет, не знаат сега точно како тоа би изгледало, не мора секој граѓанин тоа да го знае. Јас сосема накратко само во еден раздел, еве да го земеме Министерството за земјоделие. Концепирањето на тој буџет во Министерство за земјоделие конкретно изгледа вака. Имаме предвидено средства за администрација, нормално. За плати на администрацијата. Тука имаме зголемени буџетски средства во однос на минатите години. Зошто? Бидејќи се очекува да се зголемат и платите на вработените во тој сектор. Понатаму имаме раздел во делот на шумарството, каде што имаме исто така зголемување во делот на шумската полиција, имаме раздел земјоделство и рурален развој, значи се очекува инвестирање во тој дел. Понатаму, заштита на растенијата, семе и саден материјал, водостопанство, интеграција во ЕУ. Ова се клучните ставки кои што ги имаме во овој буџет. Тие клучни ставки ги доставило Министерството и во наредната година планира да ги финансира како и во секоја година досега. Бидејќи се работи за буџет на кој што тоа го испушта опозицијата да каже, но е значено да се каже. Ако ги видиме ставките на стоки и услуги, ќе видите сериозни намалувања во тие ставки. Зошто? Бидејќи сите оние работи за кои што претходно имаше обвинувања дека расипнички се однесува државата, сега во најголем дел се намалени. Например, договорните услуги во делот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се намалуваат за 95 милиони денари. Се разбира, овие пари ќе бидат пренаменети за други потребштини, односно би завршиле директно кај земјоделците. 7,2
7,2 милиарди денари се предвидени за субвенции. Се сеќавате, предходно нешто се зборуваше дека земјоделците се исплаќале во минатите години, вака било, така било. Не беше така. Имаше огромен заостаток во исплаќање на субвенциите на земјоделците, кои што со оној ребаланс кој што го гласавме, ако се сеќавате, сериозни средства се вризга во Министерството за земјоделство за оваа намена, се исплатија предходните за останати, а не исплатени субвенции, за да оваа година да можеме со 7,2 милиарди денари конкретно да ги финансираме и веќе да фатиме чекор со оваа година во која што и реално треба да бидат исплатени субвенциите, а не во 2025 година, како досега да исплаќаме субвенции од 2023 година и после бараме развој на земјоделието или поднесуваме, не знам, разноразни амандмани во кои што велиме, знаете што, ајде сега ќе се грижиме вака било, ќе поднесеме амандман за млади земјоделци, за зголемување за субвенции, за не знам што. Па, во изминативе години ние видовме и знаеме што се случува. Барем граѓаните на своја кожа тоа го чувствуваат. Еве, ако тоа земјоделците во делот на субвенции, го чувствува пензионерите во делот на пензиите, го чувствува вработените во образование во делот на образование, го чувствува здравствените работници во делот на своите плати, го чувствува сите граѓани во делот на здравството кога има се знае какви здравствени услуги и така натаму и така натаму. Значи се работи за навистина буџет кој што ветува дека во наредната година ќе имаме едно конкретно и исправно финансирање на државата, конкретно ќе можеме да обезбедиме средства, да не се задолжиме, односно помалку да се задолжиме за разлика од претходно и на крајот од годината да ја завршиме годината на општо задоволство на сите граѓани. Бидејќи на крајот од денот овој буџет се однесува на граѓаните и ние мораме тие трансфери да ги вршиме спрема граѓаните. Бидејќи кажав во еден дел, и со тоа ќе завршам, дека околу 400 милиарди денари се расходи и основниот фокус на опозицијата е секогаш околу овие расходи. Верувајте, па ние немаме останато средства од претходно за сега да можеме да ги задоволиме и да ги реализираме сите потреби. Ние сме свесни за тоа, како да ви кажам. И ние сакаме оваа година да се изградат, не знам, 100 градинки одеднашка. Ама е тоа нереално да се очекува. Амандманите кои што се поднесуваат мора да бидат во склоп со средствата кои што ние реално ги прибираме. Како да ви кажам, сега да ни е оставен еден цел буџет, па ние да кажеме тој цел буџет што ни е оставен, ајде сега ќе го расфрламе лево десно, а нема да го дадеме на граѓаните, да ја разберам ставот на опозицијата. Меѓутоа, ставот на опозицијата кој што ви вели немојте да давате средства, не знам, извадете средства од тоа, па дајте ги ваму, без да има реална основа за такво нешто е, како да ви кажам, повеќе во делот на политиката и политиканството, отколку на нешто друго. Со ова завршувам и се надевам дека опозицијата ќе смогне сили до крајот на оваа буџетска расправа и реално да го подржи буџетот. Ако не ништо друго од одредена политичка коректност, да оставите толков огромен дефицит и на првиот буџет сериозно да го напаѓате и да давате поразени од граѓаните, вие да сакате да се спроведе вашата политика која што не поминала на избори е малку нереално. Оттаму сметам дека би требало сите заеднички овој буџет да го подржиме. Благодарам.